Добре дојавте во За или против. Јас сум Љупчо Цветановски, имам чест денеска мој гостин да биде вице-премиерот и министер во Министерството за политички систем, председател на Социјалистичката партија на Македонија, Љупчо Димовски. Добре дојавте. Добро вечер, благодарам на поканата. Вице-премиере, како човек кој што е долги години во политиката, после се она што ни се случи, особено во последниот период, и како човек кој што го раководи политичкиот систем, односно Министерството, ќе го искористили Македонија моментот, овој создаден моментум буквално за едно ресетирање на системот и на општествените, на вистинските вредности на општеството, буквално кажам. А мораме да го направиме тоа, впрочем, дел од нашата предизборна кампања беше токму тоа. Тоа беа барањата на граѓаните, за кои што ние имавме слух. А на крај на краишта тоа се и очекувањата на граѓаните, дека мора да се направи ресет на сега во последно време многу се користи терминот систем, но значи треба да направиме според мене ресет на сите општествени состојби во државата, не само во делот на политичкиот систем, него воопшто во државата и на крај на краишта во менталниот склоп на нашите граѓани да размислуваме на сосема поинаков начин, да не бидеме оптеретени со за жал се уште присутните делби, поделби, кои што пак дополнително на сето тоа создаваат и тензии во општеството, и недоразбирања, и неусогласености и така натаму. Треба да направиме ресет. На сите нам ни се многу добро познати кои се тие сфери, односно сектори во државата, кои што нужно треба да бидат првите, според барањата и очекувањата на граѓаните, повторно ќе кажам, на кои што треба да се повнимава и да се интервенира во смисла на значително подобрување на состојбите. Конкретно мислам на правосудството, затоа што таму се и најмногу насочено вниманието, за да им обезбедиме на граѓаните тоа што тие навистина го барат и го заслужуваат. Дали е возможно тоа или сепак после се што ни се случи, популарен збор во последно време девастација, односно уништување, нели, урнисување на системот и на општеството општо, дали е преголем залак да се направи тоа или сепак доколку се сака и се вложи труд, нели, и има и идеи и се како што треба, нели, се направи, може да се направи тоа. Да бидем искрен, ние воопшто не очекувавме дека до толку ќе биде девастирана државата. Буквално секој ден од кога ја добивме довербата на граѓаните, од кога се формира владата и од кога ја превземавме одговорноста не да владееме, ние сосема подруго се раководиме, туку да раководиме со процесите во државата, осознававме колку е таа во сериозно тешка состојба. Секаде, дали во делот на стопанството, дали во делот на економијата, дали во делот на финансиите, дали во делот на општествените процеси, дали во делот на правосудството, тоа на сите ни беше познато заради тоа што тие фамозни 2%, мислам, дека и тие беа урнисани како што проаѓаше времето. Но сето тоа дополнително беше мотив да се заложиме по секоја цена тоа што сме го ветиле, тоа што на кое што сме земале во врска, да почнеме да го реализираме. И мислам дека за овие изминати 9-10 месеци колку функционира владата, добро, првите неколку месеци почетни беа да ги осознаеме приликите, но после тоа конкретно, директно да работиме постепено во расчистување на дел по дел од сите наталожени проблеми кои што сериозно го отежнува нормалното функционирање на државата.
Го спомнавте правосудството кој што е рак рана на македонското општество, тоа е факт. Едно од ветувањата предизборни, исто така на вашата коалиција, беше дека ќе го распуштите судскиот совет. Тогаш изгледаше како нели научна фантастика, тоа нема шанси, како дел од работите во кој што не веруваа, кој што ги имавте во програмата, ама сепак ги остваривте, исто како што непримањето на ДУИ во коалицијата остана ваш збор, исто како што не примањето на уставните измени, односно неспроведувањето беше нели кажано и остана, но еве ветивте дека ќе го распуштите, имаше интерпелација и се изгласа недоверба во законодавниот дом, највисокото тело во државата, нели ние сме парламентарна држава, сепак не се случи тоа што требаше да се случи, односно тие нема доблес да се повлечат од нивните позиции, тие 5 мина си седат таму, си земаат плата и па уште и носат пресуди како што беше она, односно нели толкувања за случајот во Тетово со девојката која што прегазена на пешачки, незиниот убиец доби 2 години затвор, тие го оправдаа тоа меѓу другото, нели, но еве, како да се оправи овој сектор кој што дефинитивно е најголемиот проблем на државата во моментот, поврзано е со се и со корупцијата, недовербата во институциите? Ние ќе ги решиме и тие прашања. Очекувањата и наши беа дека тоа ќе ходи на еден помирен начин, но тоа не значи дека владата на сила ќе интервенира. Далеко од тоа, заради тоа што ние се раководиме според легислативата. Не сакаме да ни се случи нешто што нам ни се случуваше. Кога не се почитува правата на голем број на, да речем, луѓе кои што во тоа време беа дел од опозицијата или дел од претходната власт или луѓе кои што се сега дел од власта, дали во законодавна, извршна и така натаму. Не, ние се раководиме од правото. Значи, се ќе направиме, а очигледно е дека ќе треба да се менуваат законите. Може би за Советот на обвинители и Судскиот совет ќе има потреба и за одредени уставни измени, но и на тоа сме подготвени. Веќе и се работи интензивно во Министерството за правда на одредени прашања од оваа сфера, за да можеме да одговориме на граѓаните. Не само на граѓаните, туку и на она што ние сакаме да го постигнеме. Не можеме со веќе луѓе во овој состав кои што се членови на Судскиот совет, кои што се бирани од собранието, на кои што собранието им изгласа недоверба, и понатаму да не го слушаат гласот на представниците на народот, затоа што пратениците се представници на народот во собранието и тие во име на народот им ја изразуваат недовербата. И доколку народот кој што тие го представуваат им изразува недоверба, тогаш, ако ништо друго, од морален аспект, од етички аспект, тие се должни да демисионираат, односно да се повлечат од местата на кои што седат, а не да го чекаат комотно крајот на нивниот мандат за периодот за кој што се избрани. Тоа е прилично, како да кажем, иритирачки за јавноста, иако сега веќе оперираме со овие 2% кои што кажуваат дека и тие се урницани, после ова однесување на тие луѓе дефинитивно мислам дека и тие 2% се многу. Но ние мораме да направиме како одговорна влада и како сериозни луѓе во владата и како луѓе кои што имаат превземено одговорност, но имаат и дадено ветување и кои што имаат доверба добиено од народот, да ги расчистиме сите овие ситуации, да воспоставиме еден правосуден систем кој што ќе нуди правда и правдина за секого подеднакво, а не да биде тоа селективно или воопшто да ја нема, како што беше случајот многу често пати. Или да биде толку селективна да превоѓа во репресивна правда.
Вие бевте сведок буквално кажано, вие сте паталец, не гаталец, она што го зборувате, токму она што се случуваше во минатите години е силниот придонес во оние 2% кои што се во рамки на статистичка грешка и реално можеби и ги нема како доверба реално гледано. Обично истражувањата се движат во маргините од 1 до 3%, како што беше последната анкета, што значи дека тие 2% можеби судството воопшто и ги нема како доверба, што е многу веројатно после се што се правеше, но очебино беше дека минатите години се случуваше еден политички реваншизам, политички инструирани случаи, она што го конструираше оној претходникот на Ковачевски Заев, кој што зборуваше за распупеното судство. Тука беа небадијала беа фразите за кацарска судството и русковска, нели, обвинителството, она што вчера со сиот ум и без срам и перде и се појави на еден протест каде што не требаше да биде, нели, но еве се случуваше тоа што се случуваше. Вие бевте за жал дел директно од приказката, како еве по дистанца од толку години гледате на сето тоа што се случуваше, кое што меѓу другото деновиве завршува за вас во однос на репресиите, нели, се уште трае буквално. Не па да зборувам за менталните, нели, работи, последиците по психата и се, притисоците. Тоа се веќе, значи, лични прашања. На кратко ќе одговорам. Значи, се започна со јадењето живи луѓе, ако се сеќавате. Во кој што никој не веруваше дека навистина ќе се случи, но се случи. Голготата во тие правосудни, како да кажем, ходници и така натаму, 8 години траеше за мене. Заврши пред некој ден формално да добием документ, што се вика, иако тој документ патуваше цели 3 години. Односно, воопшто не беше испратен таму каде што требаше да биде упатен, да се добие и така натаму. Ама јас сум полесниот случај затоа што ние имаме браќа кои што се во затвор. И тоа е многу голем греф на државата и на народот. И тоа се луѓе кои што не заслужуваат таков однос, заслужуваат внимание, но пред се заслужуваат правда. Правдата за 27 април ја нема. Ја нема и за другите работи, затоа што едно ќе се завршеше, друго се отвараше, затоа што притисокот мора да биде постојан. Мојот греф беше тоа што гласав против промената на уставот и промената на државното име. И затоа ги сносев сите. Мораше да бидете казни. Но ја сум горд на сето тоа, јас сум со чист образ, достоинствен, со дигната глава, затоа што најдиректно сум застанал на браникот на татковината, преку довербата од граѓаните, која што има дадено со можноста да ја изразам нивната волја преку копчето во собранието, сум гласал против промената на уставното име на државата. И од тие работи почна сите нешта и така натаму, и очигледно е дека станува збор за еден политички реваншизам, односно мотивирани политички процеси, кои што не се однесува само на мене, него мислам дека беа фатени над 2000 лица кои што во претходниот период биле дел од извршната власт, од законодавната власт, или било на кој начин биле поврзани со политиката. Цената е таа. Но еве во оваа ситуација јас се нормално дека одржувам комуникации со нашите луѓе кои што се во затвор и на било кој начин ги охрабрувам и така натаму, но повикувам на трезвеност, на размислување, затоа што мора да се отвори процесот, затоа што она што е пресудено не е точно, обвинувањето е монструозно, но никаде го нема такво обвинување, и дека тие луѓе треба да се добијат сатисфакцијата, ама најпрво треба да се добијат својата слобода.
Ти имаат своји фамилии, имаат деца кои што 8-9 години ги немаат видено. Тоа не е едноставна работа и тоа е голем греф и тука државата, односно ние, мораме да водиме сметка и што побргу да се создадат услови да може правдата на вистина и тие да ја доживеат. Точно, да. Да, повелете. Не, повелете, ве прекинав јас. Ворете. Да. Пред 2 дена се навршија точно 8 години од 27 април 2017-та. Од денешен аспект, како гледате на таа буквално кажано местенка, таа фингерајка што се случи? Никој не се фати никогаш за причините, сите за наводните последици што ги фингира, исто така со терористички акти и глупости кои што ги ставија. Но еве, после 8 години и 2 дена од она што се случи тогаш, што реално ни се случи и што беше целта за да се случи тоа што се случи на 27 април? Целта била некој да добие да искористи од сето тоа, да добие било каква корист. Само една страна имаше корист и затоа што навистина сум навлезен во проблематиката, слушајќи ги исказите, сведочењата, гледајќи ги тие снимки, читајќи ги пораките, читајќи и други документи и така натаму. Факт е дека е тоа еден мастер план во кој што овие луѓе се само искористени за да се дојде до крайната цел, а сега, како што поминува времето, се зборува за крвав четврток, ама не се зборува за државен удар и не се зборува за нелегитимно избран председател на собрание, а по тој основ и нелегитимна влада, што ќе значи и нелегитимни одлуки. Односно, меѓу другото и непочитување на референдумот, на кој што народот се изјасни така како што се изјасни, референдум кој што беше оценет од страна на Државната изборна комисија како неуспешен, но сепак имаше влијание во собранието кога се гласаше и се земало предвид, што е повторно незаконско. Имаше претходно на тие настани и други настани кои што претходно година дена се случува и никој за тоа не поднесе одговорност. Сега, доколку станува збор за случај од кој што има една страна корист, не треба да бидеме наивни или народот да се залажува дека овие се виновни, овие не се виновни. Не е така. Веројатно, другата страна е многу повиновна, али ако е првата страна виновна, за што? Еве да речем за физичко насилство, но не и за тероризам. Так. Затоа што мотивот на тие луѓе беше Македонија. И никој не работеше против Македонија да се руши, но беше изреволтиран од начинот на избор на председател на собранието. Ама тоа не се сакаше да се разбере и на подруг начин се толкуваше и оттам излего овие сите драконски казни, односно пресуди. Но затоа што ние сите се повикуваме на право, правото треба да важи за секого и треба да важи и да се однесува за секое девијантно однесување. Па било тоа и фарбање на некој споменик, затоа што е тој јавно добро и за да се доведе во ред треба да се потрошат финансиски средства народни, затоа што некој го има осквернавено. Но последиците од сето тоа дивење се кобни по македонската држава и по македонското општество. Се започна со тие фарбања, дојдовме до 2% процент на доверба во правосудството, до девастирани државни институции, до буквално плячкана држава без пари во касата, до упропастени институции, до нефункционалност на системот и до страшни поделби во општеството. Цената од сите тие авантури кои што беа поттикнати од 2015-16 година која беа, е таа. И сега народот свана свесен за сите овие работи и токму затоа на минатите избори, значи минатата година пред во ова време беше кампањата и изборите, донесе
мнозинска одлука, која што дури 58 пратенички места ги освои коалицијата во која што членува мојата политичка партија и им ја даде довербата на тие луѓе затоа што единствениот излез за спас на државата и на народот го гледаше токму во таа политичка опција. Дали најдобар приказ на она што следуваше по 27 април и она влада која што дојде затоа што дојде и направи што направи, особено контра Македонија и македонците. Сега ако се вратиме назад, да, меѓу другото, оној неимарот новопечен од Дубај, Заев, кој што гради 80 катници, кој што кажа 150.000 гафови во рамки на тие неколку години што беше, и тие луѓе околу него, едниот се фалеше со фатен путер, се сеќавате, другиот многу ручаше бифтеци. Имаше такви, се подсмевавме со работите затоа што од толку мака, нели, моравме да наоѓаме оддишка, но еве, мислам дека најдобар пример за тоа што се случуваше е човекот кој што раководеше со министерството, кој што го преземавте сега вие, го поделивте меѓу другото, Стојковиќ со односи меѓу заедниците, вие сте политички систем, но човекот кој што раководеше со тие две сегашни министерства се вика Артан Груби, заглавен во криминал до гуша, можеби најарогантниот лик на македонската политичка сцена во изминативе 34 години, ќе правиме на 8 септември годинава, но еве, вие наследивте нешто од тој човек кој што нели испадна, мислам дека ќе испаѓаат уште други работи каде и што бил тој вмешан, но добар пример што се случувало минатите години, како што се и оние другите се редат постојано некои функционери од ДУИ и СДСМ, за дел од нив најавуваат и протести дека ќе имало меѓу другото, но еве вие го наследивте министерството кое што го наследивте, во каква состојба го наследивте и во каква состојба е сега Министерството за политички систем? Кога би направиле една споредба? За среќа јас не сум во тие простории. Да. За несреќа на Стојковиќ кој што е со кабинетот и со соработниците во тие простории, значи тој мал фудбалски терен функционира сега, ма на сосема подруг начин и така како што треба да функционира. Значи можело и така. Да, ако ништо друго, со редовно присуство на работното место, заради тоа што знаете дека и тоа не се случувало. Имаше и одстранство кои што се земале плата, а се воделе како работа. Второ, воопшто, значи, секната е славината за било какви трошоци кои што претходно биле. Не се јада толку кебап и сакате да кажете, Стојковиќ токму кај мене го кажа тоа, за 20.000 евра од една кебапчиница во еден ден. Допрва ќе излегуваат на површина. Ние само врвот го гребнавме. Има сериозни индиции за уште поголеми дела, но тука се институциите, тоа ќе го истражат. Сега, институциите повторно тоа е обвинителството и повторно е судството. Ние можеме илјадници документи издржани, значи, со сомнение дека имало незаконско работење да доставуваме, меѓутоа тие треба да бидат процесуирани, ама не се. Но, повторно кажувам, не сме ние тие кои што ги водат постапките, тоа се институциите во делот на правосудниот систем, и затоа во делот на политичкиот систем, што јас го покривам, меѓу другото, од она што ги имаме ветено од можноста за измена на изборниот законник со воведување на една изборна единица, со намалување на бројот на пратениците во собранието од 120 на 90, за да ги намалиме трошоците, да го зголемиме ефикасноста на работењето на собранието, од намалување на цензусот во вториот круг на избори председателски, за можност на поедноставен начин да добиеме председател на државата, затоа што знаете дека секогаш на првиот круг нема проблем околу излезноста, но во вториот круг има. Тоа е постојан проблем и јавна тајна дека требаше да се смени многу одамна, но никој не го правеше. Околу можноста за смена на градоначалникот дополнително, значи да се измени законот за локална самоуправа. Во делот на создавање на услови за работа на Уставниот суд по ефикасна
во делот на слободното работење на собранието, во зголемување на неговата улога во надзорот на институциите кои што собранието ги бира, во делот на спроведување на електронскиот попис, кој што мораме да го направиме, а тоа ќе иде преку ново формираното Министерство за дигитална трансформација, во делот на поедноставувањето на постапките во собранието, во делот на намалувањето на членовите на управните одбори, надзорните одбори, укинувањето на заменик директорот по јавните предпријатија, значи една функција која што само создава трошоци, а не значи дека има и ефикасност во работењето и ред други работи. Во делот на крајшта и во, како да кажем, трансформација на системот со справување со, ние го кажуваме, кризни ситуации, иако можам да кажам дека законопишувачот во 2004-2005 година не се консултирал со Уставот, затоа што во Уставот кризна ситуација не постои. Има вонредна ситуација, а ние имаме дури институции кои што носат кризно во себе. Значи, започнете една сериозна аналитичка работа на сето тоа што се случува, за да исклучиме состојби како што беше минатата година, затоа што опажурувањето на државата од минатото лето е всушност огледалото на функционирањето на системот во самата држава. Значи, до таму сме дојдени во нефункционалноста. Тоа е макотрпна работа, потребно е време, потребни се сериозни вложувања, имаме за среќа добри консултантни советници и луѓе во администрацијата кои што се мотивирани максимално да помогнат да се најде едно добро решение кој што ќе обезбеди ефикасно функционирање на тој систем. Како ќе биде формата, тоа ќе одлучи владата, но битно е работната група и сите луѓе што се вклучени во неа да и понудат на владата квалитетно решение. Има и други работи кои што се текони во делот на политичкиот систем, така да она што ме прашавте како било порано, сите ни е познато како било порано, дури ние имавме можност да видиме дека било многу полошо и од тоа што беше најлошо презентирано во јавноста, но за среќа повеќе не е така и го кажувам ова сега како пример што све се работи во владата за да се подобрат состојбите за што пократко време, за да можеме да обезбедиме едно нормално функционирање на државата, еден нормален сервис на администрацијата и на сите институции, затоа што тие се всушност на располагање на граѓаните. Не работат тие сами за себе, туку мора да работат во интерес и во корист на граѓаните. И сакаме тоа преку новото Министерство за јавна администрација да го поставиме како што треба. И морам да кажам дека владата функционира мощно и компактно, како веќе уигран тим, кој што може со сета сериозност и професионалност и знаење да донесува квалитетни одлуки, да носи квалитетни решенија, кои што ќе бидат само во интерес и на државата и на граѓаните. Ова што го набројавте, буквално кажано последниве 10 минути, воедно и одговор ваш до опозицијата, која што од време на време, кога немаат што да прават, па ќе кажат, нека каже вице-премиерот Димовски, што се работи во Министерството за политички систем, очевидно кога немаат идеи, еве им кажавте, рековте дека има уште многу други работи, набројавте 20 на полиња на кои што се работи можеби, но така од време на време ја користат работата, еве што се работи, таму ќе кажат, нели, кај вас. Сепак се работи, значи за промена. Знаете како се работи сега со тек на време со едно вака забрзано темпо и една малку сериозно зголемена динамика, што ќе значи дека се троши и повеќе време. За разлика кога некој не знам во колку часот си заминувал на работа, од работа,
ние остануваме малку покасно. Затоа што треба да се завршат обврските, за да следниот ден имаме чиста ситуација и да се занимаваме со други работи. Има многу, мислам, тука се во делот на социјалната политика, во делот на Министерството за спорт, образование и наука, внатрешни работи, надворешни работи, одбрана, и сите овие институции кои што гравитираат околу тие министерства, така да има сериозни ангажмани. Нели е малку лицемерно кога некој за кој што знаеме колку не работеа, односно работеа само на промената на името, на промената на историјата, комисиите, договорите кои што секогаш беа нели Македонија ставање во подредена улога и сето тоа, тие сега излегуваат и држат нели ука на владата за економијата, за нели како треба да се справите со ова, со она, малку врв на хипокризија е една од луѓе кои што знаеме колку не работеа, зошто беа таму и што сработија, гледаме по оние криминални случаи кои што секојдневно се редат и излегуваат. Многу лицемерие на едно место. Многу скоро сите граѓани ќе се уверат во, како да кажем, големиот криминал, голем како планина, на несогледиви работи. Малку ако кажеме ние толку и толку милиони, милиарди недостасуваат. Ќе се уверат граѓаните, ако ништо друго, барем по она што се сервисира на месечно ниво, по основ на земени финански, да речам, позајмици, кредити и така натаму, ние знаеме како е. Најдобро го знае тоа министерката за финансии. Таа е најзадолжена за да се снаоѓа во сите овие работи, но гледаме прво да ги задоволиме буџетските потреби и потребните финансиски средства за нормално функционирање на државата, да обезбедиме средства за исплата на пензиите. И тоа зголемени, како што го ветивме во претходниот период. Да обезбедиме потребни финансиски средства за здравството, за образованието, значи за сите сектори, и дополнително на сето тоа да одвоиме средства за капиталните инвестиции, заради тоа што тоа е суштината на функционирањето на државата и да ги враќаме тие превземени обврски од претходно. Тоа не е едноставен процес, тоа е многу сложен мозаик во кој што мора да се склопат сите коцки за да имаме чиста слика. И ние тоа го правиме. Но запрепастувачки е неодговорноста на претходната влада на колку едноставен и лесен начин се трошеле народни пари. Еве нека се трошеле за некои си работи, па нека били и промашени. Ама колку се трошело, толку и се крадело. И тоа е недозволиво. Затоа има докази, затоа има институции, затоа се задолжени најодговорните министерства и оставаме на правосудството сето тоа да го процесуира и тука е проблемот. И мораме затоа, како приоритет, да го решиме тој проблем, да обезбедиме функционалност на правосудниот систем, за да може сето тоа што ние сметаме дека е предмет на недозволено работење или злоупотреба во работењето, да го добие својот епилог. Доколку судот пресуди дека нема вина, тоа е добро. Но доколку досуди дека има вина, тогаш секој треба да се одговара за тоа што го работа. Вие најавувате нови случаи, нема да биде крај ова што се случуваше со Груби, со Васко Ковачевски, со оној другиот Ковачевски, со Фондот за иновации, со што веќе не, нели, што во меѓувреме излезе, ќе се изродуваат и нови случаи, мајки преди, како што кажавте, да топката е кај обвинителството и кај судството. Последната анкета на МКДМК велеше над 50% одобрија распуштање на судскиот совет, а само 45,5% рекоа дека треба да се смени и државниот јавен обвинител кој што преживеа благодарение на она што се случи во Кочани и почна да работи. Да, но еве, најавувате дека ќе има, значи, и нови случаи во кои што ќе се прикаже што и како работеле, односно не работеле, тоест краделе?
Има, мислам, не Нема е крај моја да најавувам, ме разбирате, затоа што се трудам да бидам понастрана од тие работи. Зошто? Затоа што не сакам да учествувам во некои работи на кои што своевремено сум бил предмет на нешта и знам колку е тоа непријатно. Така, но неосновано, сосема поинаку колку на другото. Значи, и покрај сето тоа, видите сега, значи, некој би рекол, има елементи за, како да кажам, лична сатисфакција и така натаму. Не, ја не сум таков човек кој на некому би му посакал лошо. Так. Но, има институции кои што ги покриваат тие работи и кои што се занимаваат со такви случаи. Не сум јас тој, но, нели, како сите во владата, имаме информации и можам да кажам дека ова е само почетокот. А дека затекнавме состојба таква како што е затекнавме, која што е премногу оптеретена со индиции, да речам, за несовесно, незаконско работење, тоа е точно и сите тоа ние го знаеме. Така, затекнавте буџет за една година потрошен за половина година. Беше потрошен за, тоа наменски така беше направено, за да се покријат, како да кажам, ветувањата или да се одобровали јавноста, односно граѓаните со реализација на некои проекти кои што тие ги има зацртано. Ние кога дојдовме, моравме да правиме ребаланс за да со тие пари колку што останале можеме да ги и сервисираме обврските на државата према надвор, но и обврските на државата кон сите оние социјални групи на кои што требаше да им бидат исплатени тоа што им следува по закон. Значи, касата беше празна. Ова и тоа премиерот во неколку наврати минатата година го кажа, но со едно, како да кажам, мудро смислен и конципиран ребаланс на буџет, успеавме да ги премостиме тие месеци до крајот на годината. Еве сега со новиот буџет има, како да кажам, солидна реализација. Сега со стекнување на поповолни временски услови ќе имаме и поголема реализација на овие инфраструктурни објекти кои што интензивно се реализираат, така да очекувам дека до крајот на годината соодветно ќе бидат искористени сите средства и ќе бидат исполнети во рамките на можностите како што се предвидени за 2025 година да се реализираат сите овие проекти кои што веќе се започнати. Имаме уште теми за отворање, ке зборуваме за влијанието на оние комешања во албанскиот блок врз власта, ке зборуваме за оној црно-бел момент во однос на претходната и оваа влада кој што покажува дека јавното мислење нели дава поттик, односно дава уште поголема поддршка на актуелната влада, што е преседан, меѓу другото, обично со текот на владењето паѓа рейтингот, овдека е обратно и исто така и кај опозицијата која што обично се дига, а сега паѓа, така што со нас е вице-премиерот Љупчо Димовски, одиме со од блок реклами, останете со нас. Се враќаме во За или против. Мој гостин е вице-премиерот Љупчо Димовски. Вице-премиере, зборувавме за крајот на првиот дел, најавивме околу коалицијата. Вие сте 58 пратеника, заедно со ЗНАМ сте 62, што значи немате реално никаков проблем, за разлика од онаа влада која што беше на стаклени нозе претходно и беше постојано уценувана од ДУИ за да останат на власт и ни се случуваше тоа што ни се случуваше, но сега имаме повторно едно бранување во албанскиот коалиционер на вашата влада, она меѓу Таравари и останатите. Каква има ли реперкусии тоа врз работата на владата или реално бидејќи сте стабилни како што сте и нема некое големо значење тоа што се случува во овој блок? Владата си работи со полн капацитет. Так. И ова, ако може да ми дозволите да кажам, пошто да искоментирам. Повелете. Всушност, некој кој посакува паралелни избори со локалните избори, да има и парламентарни избори. Што со тоа? Значи, еве, ние имаме 58 пратеници. Значи,
Не е работата некој да смета или да не подценува, па да се прифати таква работа, таква идеја или предлог. Туку е проблемот кај тој што воопшто таква работа предлага. Неодговорен, несериозен. Значи, собранието не може да исполнува музички желби. Прескапо имаме платено за да дојдеме до оваква ситуација. Одговорноста е голема, обврските се исто така, очекувањата се тие. Владата си функционира во полн капацитет. Имаме стабилно мнозинство за собранието, исклучително стабилно мнозинство. Имаме многу добри релации со политичките партии од вреди, од влен, но тие си имат внатре проблеми меѓу четирите партии и што се однесува мене се обидуваме да бидеме понастрана без некое влијание, затоа што тоа сепак е дивна работа. Ако се вратиме една година наназад, имаше слични проблеми. Политичката партија која што сега сака да излезе, односно е веќе излезена и сака да настапи самостојно а тоа ќе видиме дали ќе биде самостојно настапувањето на локалните избори, имаше процес еден за да се убеди да влезе во влен. Сега има па спротивен процес. Што ќе значи дека сепак станува збор за не толку одговорен или сериозен политички субјект кој што се премислува од прилика до прилика, а во оваа ситуација во која што тие се дел од извршната власт и дел од законодавната власт нормално, според моите информации има и реакции меѓу нивните членови. Како сето тоа ќе го изменаџираат и како сето тоа на крај ќе се заврши, не знам, тоа е се нивна работа, но би било прилично некоректно доколку се оди во непосредна соработка или поддршка со ДУИ. Затоа што мотивот на формирањето на таа политичка опција во албанскиот политички блок, иако нерадо сакам да го користам тој термин за македонските албанци, беше рушењето на ДУИ и развластувањето. И во тоа се успеа. И тоа е еден голем демократски исчекор на албанците во Македонија, затоа што успеа да се ослободат од јаремот кој што 20 години наназад им го наметна ДУИ како единствена алтернатива или можност или заштитник или представник на интересите на македонските албанци. Се испостави дека не е така и дека сега воопшто во државата имаме сосема порелаксирани демократски, да речем, односи, во кои што и убеден сум и самите албанци тоа го чувствуваат. Но еве некој во желбата по секоја цена да биде дел од власта, мислам на ДУИ, создава повторно, односно започнува повторно да иде да игра на национална карта, он нема врска овде со албански изгубени права и така натаму како може да најавија излегување на улица денеска по бара заради притворот на Крешник Бектеши, иако од тие 17 луѓе само еден беше пратен во домашен притвор, останатите 16 останаа во затворски, но тие не се битни, битен е Бектеши дека нели е од ДУИ, претпоставувам. 2019 година тројца министри беа притворени од тојашната опозиција, бивши министри. Так. Збор не рековме. Иако тоа беше страшен притисок врз социјалистичката партија. До толку ли се нема достоинство во ДУИ, па да се истрпи се тоа? Не е притисок. Тоа е само правда и постапување по закон. Одлуката кој ќе оди во притвор и колку и дали воопшто ќе оди,
ја носи јавниот обвинител, не ја носи владата, најмалку пак ја носи министерот за внатрешни работи, кој што кажа дека мнозинството од притворените или од луѓето кои што се дел од истрагата се македонци. Не знам колку се албанци, еден влап и еден ром. И актуелен министер. И сега, што значи сега? Правдата ќе ја бараме на улица? Правдата се знае каде се добива. Најмалку на улица. Према тоа воопшто не ги оправдам, него воопшто немам разбирање за такво нешто. И доколку се сака да се создаде некаква посебна состојба во државата по тој основ, мислам дека си има надлежни институции кои што ќе си постапат по закон, но во секој случај мислам дека треба и да се премисли раководството во ДУИ за било каков чекор во таа насока. Лично јас сметам, имам многу пријатели во таа политичка партија и за повеќе имината од нив имам исклучително високо мислење, затоа што има паметни луѓе кои што знаат да размислуваат, но им е потребно простор за да можат да си ја искажат својата мисла, која што би допринела до носење на правилни одлуки. Дали контрастот на владењето на вашата коалиција и вашата влада изминативе десетина месеци наспроти она 7-годишно работење или неработење, подобро кажано, на минатата влада е причина за последните резултати на анкетите кои што велат дека меѓу другото ова е преседан досега, колку што гледав се обидов да проверам во анкетите минативе 33 34 година ќе правиме. Последната анкета велеше дека 52% од граѓаните, доколку утре се случат избори, ќе гласаат за вашата коалиција, не за коалицијата која што е сега на власт, вие со Влен и со со знам, туку токму за коалицијата на ВМРО ДПМН во која што е вашата партија. Значи, дали она што се случуваше изминативе 10 месеци е причината за тоа да се покажа како може и дека може да се работи наспрема она другото, она стихија која што беше во Македонија. За 10 месеци ниту еден случај на било каква коруптивна дејност нема. Значи, сработи честно и по словото на законот. 4 години имаме градоначалници во најголем дел од општините во Македонија. Ниту една афера, ниту еден случај на било каква корупција, ништо. Честно се работи. Народот тоа знае да го препознае. Гледа дека во владата имаме проблеми. Правиме и грешки, кој не може да сгреши. Секогаш дека сакаме да биде подобро. Но тоа што го работиме честно и транспарентно и затоа го информираме јавноста. Луѓето тоа го препознаваат и оттаму е толку високиот процент на доверба. Ја мислам дека до одржувањето на есен на локалните избори уште ќе се зголемува тој процент, ама тоа треба да биде опомена, еве овие резултати за политичките партии кои што се во опозиција, затоа што реформата покрај во државата што ние сакаме да ја направиме и ќе ја направиме, морат и тие да ја направат внатре во своите редови, во своите политички партии, затоа што очигледно е како што поминува времето, не само што не се запира трендот на паѓање, туку тој уште и се продлабочува, и тоа е за нив, еве опомена, ако излечат поуки од анкетите, би било добро, ама тие ги толкуваат на начин дека власта ги фингира тие цифри. Не е точно. МКДМК е нарачателот на анкетата, не е владата, тоа е жива лага меѓу другото. Така. Точно, меѓутоа не станува збор за никаква порачка, за никакво фингирање, него тоа е на тој репрезентативен дел на луѓе, на испитаници, одраз всушност на волјата и на расположението на граѓаните, што ние го почитуваме и ни представува задоволство и дополнителен мотив уште повеќе да се ангажираме во таа насока. Таа анкета донесе уште еден интересен показател
повторно нешто што одамна се нема случајно. Доколку утре се одржат избори, 64,4% од граѓаните изјавија дека ќе излезат, што е досега исто така минативе десетина години невидено. Обично поголем беше процентот на оние кои што нема да излезат или не сакаат да одговорат, сега е поголем бројот на оние кои што ќе излезат. Дали тоа значи дека конечно и после се и покрај она што ни се случи во Кочани, народот излегува од она апатија која што па можеби и не случајно беше наметната во Македонија како една состојба во која што во матното некој најдобро лови и со таков народ кој што е во апатија, депресија, многу полесно и се манипулира. Многу ми е драго што го поставаш ова прашање. Љупшо, стравот исчезна. Така. Се врати достоинството и гордоста. И цело време викавме ќе ја вратиме гордоста и стравот. Да. Еве го. Уште повеќе ќе биде процентот повисок, затоа што нема страв, нема од кого да се плаши народот, нема причина да гледа дали некој го гледа каде се движи, што прави и дали заокружува и за кого заокружува. Заврши тоа време. И многу ми е драго затоа што еден од големите терети на македонскиот народ беше тоа што беше клекнат на колена. Клекнак на колена беше, пак ќе се вратам, на 27 април. Тогаш се втера страв во народот со сите оние репресии, за да може да поминат сите оние неприродни работи кои што поминаа. Ама еве, гледате за 10 месеци која трансформација се случува. И затоа мене уште поголема надеж ми дава дека само да имаме ние слух што поголем со народот и комуникација која што секој ден ја имаме, само така да продолжиме, уште полесно ќе можеме да ги спроведеме сите реформи на кои што сме се обврзали дека ќе ги направиме. Ви благодарам што бевте мој гост. Ми беше задоволство. Ми беше чест. Ви благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.